Што ќе ме прашаш? Значи, неколку. Например, што мислиш за водителот на емисијава? Дали е згоден? Оцени го од 1 до 10. Дали некогаш си фантазирала дека ќе дојдеш во 1 на 1? Дали според тебе е окей врска меѓу мисица и водител? Ја имам едно прашање за тебе. Ако ти го поставам, ќе напишеш ти однова? Ајде баш, ај. Ова беше бројот на девојка ти? Торо, да ти прашање ко прашање. Ки смени водно. Ти живек. Ѓоко, ај нови прашање. Гледате 1 на 1, сезона 7. Вечерашни гости Елена Ристеска и Емилија Розман. Океј, така. Овој разговор чисто знаеш дека не се снима, добро, не е битно. Ти си тврд лешник, ти си врел костен. Ама да знаеш дека ако ни кажеш се ова што сакаме, ќе добиеш се што сакаш. Кажи ми нешто за него. Све што сакам? Ова не си го чува од мене. Ама тој е символ на новиот почеток. Тоа е символ на нешто. Чекај, тоа значи дека е стварно силен. Има да ти помогне со многу работи. Со кој бе многу работи бе? Абе доискажи се со кој? Ке ти помогне со висок крвен притисок, со астма, со поленска треска. И мене ми има помогнато. Ке ти помогне. Добро бе, во ред, доста. Доста филозофираш, кажи како се вика. Се вика, бе, се вика. Чај од Макдонос чај. Па што не кажеш бе? Што не кажеш бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Не ми се вира, нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Па рековме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. Држа. Уште колку? Милечко, уште малку. Няма. Пред 45 минути, кога те прашав, ти ми рече уште 5 минути, а сега пак ми викаш. Чекај бе, милечко, леле, види, на попустев установ. Слушај, лошо сум паркиран онда, да ја ни правиш проблем. Да, Не? уживај. Кажи ми сега, овој или оној шарениот од претходно, ама со тој штикли немам. Чекај да видам овде. Тој да си го земаш. Може сега да зема? Да. Да? Ева сега. Жени и шопинг луѓе. Супер комбинација. И продолжуваме со емисијата и нашата прва гостинка за денеска. Таа ни е стара пријателка на 1 на 1, доаѓа по не знам кој пат, но не е ни битно, имам добар повод, а тоа е токму ова тука.
Тоа е без шминка, новиот нејзин албум и многу ми е кеј што е токму тука Елена Ристевска. И носи многу албуми Елена Ристевска, има и за сите. Тоест не баш за сите, ама ќе видиме. Албумот се вика без шминка, ти си денеска со шминка. Ха. Дај ми марамце едно. Да се избришам. Но, ако може нешто да напоменам, значи дајте ми го каверот од албумот. Каверот од албумот ако може. Значи, како што гледаме, ние очекувавме вака да дојдеш. Значи, ние Викаш? вака мислиме ќе дојдеш, не со ролка. Што е ова? А, Злата? Мислам, погледни го ова. Ова било добра фотосесија. Вау. Не, шала на страна, Тоа е за добра да ги ролка. слушаш песните, за да не го гледаш каверот на CD-то. Добра ролка, одлично. Нова година 2016, 2015 некако по-малку активно како да беше. После она твое лице звучи познато. Познато? Или- Ова беше намерно. Да не Не би сум рекла прав. не би рекла дека баш бев многу неактивна. Може би во еден дел од годината, да. Добро. Но предходно имав сингл кој го промовирав на едно регионално балканско шоу. Со убавите девојки. Песната доживотно, направивме и спот со убавите девојки, Катерина ти, Шишмановиќ, Маријана, Ана Коцева. Добро. Нешто што мене естетски навистина многу ми се Многу ти допаѓа. се допадна? Па, Се убави осеќаше жени на едно така место. како Викторија Секрет да сте? Јас не, дефинитивно. Јас бев пеачката во спотот, а тие сигурно се чувствувале така. Па добро, оние се. Ја не. Тоа сакаш Ти да си кажам. кажа, ја ништо не реков се. Па јас имам право да си кажам, ти не. Така треба. Добро, сигурно. добро. И друго? И сакам да кажам дека не беше единствено тоа нешто. Имав тамо некаде во јуни концерт во Сараево заедно со Регина, групата Регина, со кој што имаме дует. Потоа Сунчане скали, исто така промоција во Црна Гора. Добро, фестивали, нешто многу синглови, освен доживотно, кој беше? Немаше, така? Освен доживотно не, до крајот на Ама годината се чекаше на ова, значи. до CD-то. Да бидам искрена, друг беше планот да течат нештата, но поради приватни причини, Семени или приватни? Не семени знам. секако. Аха, така, Да. добро. Сега тие причини се како при Знам дека крај. сакаш да ги излечеш од мене, се обидувам да не ги излечеш. Не, Се шалам. добро. Сакам Не, да кажам, помина значи, тоа не е што нешто те... не толку познато, иако за деталите не сум зборувала премногу во изминатиот период, бидејќи е премногу, да кажам, болна точка или болна тема за мене. Битно е на подобро се тргната работи, работата. се работи за здравјето на мојот татко, за што навистина се надевам дека се ќе биде со позитивен исход на крајот на криштата, а веќе се чувствува подобро. Одлично, добро. Се надеваме дека ќе биде секако што треба. Се надеваме секако што треба. Мислам за да те имаме и цело време, нели? Па, се трудев да не бидам премногу неактивна. Имавме исто да споменеме, исто убаво е доживотно доби 3 награди на Радискиот фестивал. Единствената манифестација за признание на нашиот труд и работа на музичарите. Па добро се. И тоа е сепак нешто, мене А ми да ја значи. немаше ни таа? Многу сакате вие пејачите. Многу сакаме да. Друго нешто што може да се забележи, а тоа е дека ова е издадено под твоја, можам да кажам, како фирма или продукција, како да речам сега тоа, ова тука Да, знакче. од неодамна отворив собствена продукција, за која за сега ексклузивецот сум само јас. Па добро. Што не значи дека ќе биде така и во иднина. Да не го отвори со проектот на владата за самовработување. Не. А? Осмели се. Всушност, бев на некој начин приморана да отворам собствена продукција или фирма, за да си ги туркам сама сите нешта. Сега чекај, рече Така дека што? си сега една. Значи планираш да Никогаш не се знае. сакаш да станеш Па сега Јован за сега Јованов да во бидам женска форма? искрена, сега леле. Сега за сега и дозволи ми да кажам. Сега за сега останува на тоа да работам сама за себе. Добро. Но сега за сега одлично ми оди, тоа сакам да кажам. Ако вака продолжи да ми оди добро, Опа. ако добро се снаоѓам, секако ќе ми биде потребен асистент и само во поглед на организацијски нешта. Предноста имам што сум автор.
ја доживувате музиката комплетно. Сега имам да речам една аномалија што не сум музичар, не свирам у таа смисла, но не свирам некој инструмент, но Па млада си дека научиш. одлично е тоа да си ги креирате сами собствените песни. Па и и најубаво се собствените осеќаш. приказни. Нормално. Кога ќе остарам, ќе останам барем автор, секако дека ако не им се допаѓа мојот шлиц, нели? Тоа не знам. Повеќе. Се шегувам. Сега следат избори, викаат, нели, да не те капарисале или уште не... А? Не, уште? Добро, слободна е. До сите партии. Не. Сакам нешто друго да прашам. Дали, кратко одговори ми, кај гледаш проблемот, тоа што многу како да се дава значење на тоа, како да се огромен дел од кариерата на пејачиве. Знаеш, сите тие митинзи баш битни им се. Како гледаш проблемот у најкратки црти? Ми пречи некогаш што навистина голем акцент се става на изборите, поготово кога се работи за нас пеачите. Мене ми пречи тоа што не поистоветуваат со ставовите на одредени компании, во случајов партии или како год да е, нас музичарите. Нашата работа е да пееме, ние публиката не ја делиме, таму каде што ќе не повикаат и каде што нормално добро ќе не платат, нормално дека ќе се појавиме. Така што ми пречи само кога се случува некогаш, пример на улица, некој ќе ви приде и ќе каже, ти пееше за таа и таа партија. На крајот на криштата не е битно за која. Не дека не знаем. Па добро, секако дека знаете, да. Со години е така. Но пак ќе кажам, нашата улога е само да пееме. Тачно. И Бионсе пее за соодветна партија во светов, пошто ја спомна на почетокот на нашето интервју, морам да направам компарација. Добро, од секогаш било така со уметници, сликари, од Ренесанса, од било каде, така било. Кој плати, тој го добива уметникот и неговото дело, нели? Не го добива, секако дека не го добива. Не може да не добијат нас, како ќе не добијат? Во која смисла? Стварно? Да, не Ја стварно. помислев Одговори ми. all inclusive. Не, одговори ми, што тоа те значите? Чекај сега, која свека Тоа не значи дека не купиле нас, ја купиле нашата музика и присуство на конкретните Нормално. концерти, настани сега. Тој има еден дел концертен во целата таа приказна. Секогаш треба да има еден дел на тие настани кај што публиката се забавува додека да дојде главниот говор или Абе, ред музика, ред муавет. Така оди тоа. Ова ме подсети на еден трач. А за тебе сме си наслушале трачеви милион. By the way, тоа ти пречи што секојаш за сети се фаќаат некако шо и да има, одма. Слободно нека зборуваат, кој зборува, кој ќе измислува, кој ќе додава, кој ќе надградува некаква си, да речам, иницијална, можеби... Дај ми пример. Можеби иницијално некакво зборување тие го претвараат во конкретен скандал. Дај ми пример. Што треба да се случи за некој да земе и да напише на сајт или на вест или во вестник или Доволно не е да знам? сте му антипатичен некому. Доволно е да има некоја причина некој да ви се налути. Доволно е некој да смета дека сте премногу успешни Ама не може за да негов измисли. вкус. Доволно е, имате разни причини така да. Мора да има нели ваljda нешто за да те напише пример, зошто конкретно да те пишуваат. Може би Со има конкретно нешто, конкретно да кажам, појдовна точка од нешто чуле недочуле и некој се нафатил тоа да го претвори во некоја приказна со толку сочни детали, што Ама напросто на не можете нешто да поверувате мислиш? како може некој тоа да го смисли. Ти се случило нешто такво? Мислите Спилберг го направил тоа и го напишал? Си имала баш таков случај? Сум имала многу такви случаи. Пример, еден кажи. Не алудира, еден. На Па нешто. не знам, дека знаеш, те алудираш на поврзува, нешто, пример, не знам, со разни министри пишуваат, Елена со министри се гледа, се прави, се пусти, не знам, и колку има прави тоа? се пусти. Од кај да знам, тоа има ли вистина, си била со некој министер, стварно? До сега не. Добро. За жал, не. Добро, Што не може знам да за ти добро. доаѓам во емисија, сигурно. За жал, не сум била. Но, во целава приказна, има една вистина, а таа вистина е дека сум била на ручек со еден мој многу драг фамилиарен пријател, кој за несреќа стана во меѓувреме министер. Добро. И, мислам, за моја несреќа во ситуацијава, инаку за негова среќа секако. Добро, збориме за Миле Јанакиевски. Секако. Че ние сме навистина, да кажеме, едно старо пријателство фамилиарно од неговиот татко со мојот татко се познавале, се дружеле и така натаму, додека дојде моментот да навистина не поврзе политиката или работата, како год. И нормално да се дружиме, да почнеме да се дружиме фамилиарно. Добро. Исклучително го респектирам како човек, бидејќи еден од ретките луѓе
кој на вистина е на земја. Јас луѓето ги гледам буквално дали се добри или лоши, дали во односот со мене се значи по моите параметри добри луѓе или не се. Така што немам тука поделба, кој год да ме сликале ќе ми напишеле токав наслов во весник. Сега за несреќа, како што стигнавме во ресторанот, всушност свативме дека ќе дојде една светски позната личност во истиот момент. Која? Орландо Блум. Орландо Блум Да. од Човекот кој работи во Pirates of ресторанот. the Caribbean. Да. Рече Lord of the Rings. Не одлучно. Добро. Да, така што беше наистина едно интересно изненадување и Шо ме нормално капарал сакав да го Македонија? запознам. Како да ти Кај бил објаснам? Орландо Блум? Па не знам, А, имаше со некоја бегалците емисија, беше, да, имаше со некоја бегалците. емисија со бегалците. Да. И кога спомнаа дека ќе биде присутен таму во ресторанот, ние нормално прашавме на која маса ќе седи. се Нормално возбуди. јас прашав, како женско. И во даден момент се преместивме на друга маса. Ти Тоа гас- значи, во централно место за да бидеме поблиску. Нормално за да може селфи тајм да се Па прави. или селфи или да го замолам да се сликаме. Добро. Но целата поента беше што дотичните новинари утре дента или уште вечерта беше на некој портал или на некој весник беше објавено дека поради нив сме се преместиле или дека премногу внимание си дале на себе вас и незгодно. си дале важност. Да. Така што причината поради преместувањето не беше новинарка. Сакаш да кажеш дека од таква некоја глупава мала работа, Од да глупава речеме, работа, може да. слон да се направи. При тоа видете, значи ако некој има нешто со некого, сигурно нема да седи во еден од најелитните и како да ви објаснам, еден од најпосетените ресторани, при тоа нема место за седење. Така. Така што тоа е тоа. Брзи одговори. Кого од колегија во естрадата би го или ја, не знам, носела во кафана, би му ги оставила децата на чување и би му ја бапнала една. Брзо, нема Првото мислење. беше Значи носела во кафана. Кого? Каролина. Зашто? Затоа што кога сме биле во кафана, Добро. во некако си сплет на околности некаде заедно, Добро. ретко ние музичарите пиеме, На ама битинзи. ако малце се напиеме, многу е битно некој да имаш покрај себе. Веселјак. Не, некој покрај себе кој ќе ти вика доста. Кочничар? Да. Кога не пиете многу, ве фаќа од толку. Имаше една таква ситуација, затоа ја спомнав нејзе, каде што буквално како мајка се понашаше према мене. Не, ти доста беше, окей, затоа што многу брзо ме фаќа искрено, стварно не пијам. Значи, воопшто не пијам, многу брзо ме фаќа, да. А ако за тоа си ја зимаш Каролина? Така што си имам јас Каролина, ми е супер. Децата на чување кому би му ги оставила? Значи треба 2 недели да одиш не знам каде, у Аргентина, 2 деца имаш. Кому ќе му ги На оставиш? Панчо Денка. Ајде! Не очекуваше машко Ја били не би му ги сигурно. оставил на Панчо. Па, затоа што до сега гледам прилично многу добро се снаоѓа со чување на со своите деца, да. така? Па да речем 90% од сликите гледам дека е малиот негов на сликите, а и знам дека е многу одговорна личност, така што без проблеми му ги оставила. Значи Панчо паричка да ја даш. Да ми даде. Хонорарче ова. Не плаќам, заслужува. И можда, не знам, интересното веројатно, кому би му бапнала една онака. Ајде да ти прости после. Значи, Онак. да. Има многу такви. Кому? Онака некоја група да писоверам па да направам Така? список со шала. Не. Би бапнала шамар на Тамара. Зашто? Сега се чудите зашто? Затоа што Тамара е трудна. И Да, кога добро. бевме по поводот... Зашто е трудна ќе ја тепаш? Не. Срам да те. Секако дека не поради таа причина. Добро. Него кога бевме сега во Бигорски, кога снимавме спотот за божитната Така, ми песна, текнува. еви тоа ќе го спомнеме во спад. Некогаш кога ќе стоеше премногу наладно, кога ќе направеше нешто што не би требало да направи, не сакам сега јавно да зборувам. Буквално ми доаѓаше шамар да ја удрам, значи ти стварно не може, значи со тебе човек не може да се разбере. И он, доста мајде, и си продужи. Значи тоа е добро, нема. Добро. Али се за незиното дете, ме сваќате. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature
Најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Хидрозим Т, адитивот за зимско бетонирање на Адинг. Бетонирајте на минус 20 степени и продолжете си ја градежната сезона исто како да сте во Русија или Казахстан. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидрозим Т. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате го вашиот матичен мајстор или инженер. Ладно е во студио. Продолжуваме понатаму со никој друг, туку мис на Македонија. Да, знаеш ли ти која е мисица? Па добро, одлично. Емилија Розман е тука. Баш си мисица. Баш си мисица. Како ние девојчињата сега. Па нека штиквија, но сам ми рекла од продукција, немој Што штикви, вика? жаре, Така знае. река, добро, ако така е, управо си, управо си. Управо си. Да ја бациш Емилија, треба со скок шут. Онака. Нема аплауз за тоа. Аплаудираш што сум низок. Аплаудираш што сум низок. Кај си бе, Емилија? Еве ме. Се окей? Кај си? Супер. Добро, еве, си работиме, знаеш, едно друго. И сега ти си мис Македонија за Мис World. Свет. Мис Свет. А постојат и други некои таму, така? Постојат доста избори, има Мис Универзум, има Мис Globe International, има доста избори, доста лиценци за сите тие избори, ама... Има и доста мисици. Има. Има. Ај ти разјасни дилема, ти од кај си мисица се? Имаш и избор или немаш избор? Тетките ми рекоа, знаеш, убава си, ај пробај, знаеш, Така? ќе те бутнеме, мама, тато. Комшика на шефот? Таква работа? Се шегувам. Ме викна Лидија Велковски и Роберт Граматиков, ме покани ова година да ја представам Македонија на изборот за се? мис. Молам? А тие се? Тие имат лиценцата за За мис Мис на Свет. светот, да. Постои Добро. лиценца која се купува и која ја добиваат. Господјата Лидија Велковски имаше добиено пред многу години, кога исто Добро. така стана, кога беше пето место, мислам дека, на мис на Добро, светот. и што ти викаат? Убава си вака, окей си, знаеш да направиш муабет, Симпатично дече. добра си. Аха, Знаеш аха. ќе те биде. Ја викам, ај, може ќе ме биде. И те биде ли? И- Беше во Кина, како помина? Убаво беше? Не, шала на страна, супер си поминав. Многу убаво искуство. Мислам, во Кина втор пат веќе одам, ама и секој пат, било каде да посетувате било кое место, е различен, е ново искуство, преди тоа што гледате, посетувате нови места, запознавате нови луѓе. Нормално. Културата е таа, но имав доста поголем период, имав доста време да запознам од нивната култура. Стои 14 девојки од целиот свет. И чекај, имаше онакви моменти као сакам мир во светот, имавте така кај што треба да си кажете желба. Имаше. Да? Како немаш? Мислам, мис на света, шо да барат? Значи, постојат тие работи, така? Постојат и не се клише, не е она обично како сите тоа го кажуваат. Добро. Има одреден дел од изборот каде што снимаме видеа Аха. и сите нели кажуваат проектите кои ги работат, што тие сакаат во животот, што тие прават и се тоа. И мислам сите се дават. Ќе ни помогнеш сега во една игра? Ајде. Значи, земи го ова и застани пред овој видеобим, да ги видиме желбите на мисиците од прилика. Што мислат мисиците, а што всушност сакаат да кажат. Ајде да видиме, значи, прва желба, дај Бозо. Која е желбата? Да нема повеќе гладни во светот. А што е вистинското мислење? Ова 100% брат ми го кажува гостаите. Втора желба. Пресмешно. Да има мир во светот. А што мислиш? Добро. Не е ова така. Чекај, Не е ова чекај, така. чекај. Третата желба. Луѓето ги гледаме по тоа какво срце имаат, а не по тоа како изгледаат. Ќе правиме ова после емисија. Чекај. Ќе правиме ова после емисија. Последната желба. Да не ги делиме луѓето на црни и бели, туку на луѓе и не луѓе.
Ако... Ќе ти вратам. Ако... Господи гледа. Ако... Шега. Ако... Шега. Беше во Милано има живеено, така? Да. Има живеено во Истанбул, имаш Индија. Индија. Добро, кога одиш некаде, одиш по колку време? По Па зависи. Зависи искрено Просек. како ми одговара со испитите. Обично гледам измеѓу испитите кога немам испитна сесија. А by the way, тераш два факултета, така? Да, Едниот е филозофски дефектологија и Добро. шпански на филолошки. и шпански. Мада Браво. шпанскиот малце послабам и да сега најверојатно во мирување ќе оставам заради тоа што имам доста обврски и некако не се постигнува. Искрено кога го започнав мислев дека можам да постигнам. Ама многу ми е важна дефектологијата да си ја завршам, да си земам диплома за тоа. Многу важен факултет е тоа, да? Права си. Па Си мислам. е. Како иначе би ти помогнале? Па нормално, нормално. Еден. Одлично, одлично. Ама И нема сега, да остане на тоа. колку оста, например, во Милано? По 2-3 месеци Во или Милано повеќе? бев, мислам, 2,5-3 месеци, нешто Тама. така. Е, добро, шо правиш 2,5 месеци? Еве, одиш, да речеме утре, кај има шанси да одиш следно? Пример. Мексико, Мексико. Тајланд, Индонезија. Еве, Мексико нека биде. Решаваш да одиш во Мексико. И шо правиш прво? Се пакувам. Како да дознаат дека доаѓаш? Кому звониш? Шо... Има Како е планот? матична агенција која бара Добро. работа низ светот. Значи таа матична агенција работи за вас и ви бара А договори тебе на каде секаде ти е? У околу- Македонија или ти е? С краја да. Каде? Се шегувам. Имав една агенција што ми беше во Виена, во Добро. Австрија. Ама моментално прекинав секака комуникација со таа агенција, преди тоа што не ми се допаѓаше нивниот пристап. Знаат сите од тој свет дека во последно време почнаа многу модели од анорексија да умираат и Аман бе. од сите тие работи. А шо имаше врска тоа со... Па, лош им беше пристапот. Значи, тоа се луѓе што имаат еден тренинг да маваат така добро на психа, Добро. да те направат да се чувствуваш толку лошо во своја кожа, као јас со 55 кило отидов таму греота, бев цела Шо коски. ти вика? Дебела, Абе, дебела. се видела ти нешто здебелена, сјај малце да оставиш, ја греота, значи едва ја стојам кожи и коски, мислам, навистина бев многу слаба. Добро. И Не, сега со да кого оставиш. работиш? Сега моментално нема матична агенција, Добро. ама Значи у имам Мексико понуди. што ќе правиш? Имам понуди. По интернет ќе ги најдеш. Значи, јас- Соматичниот лекар ќе ти договори у Мексико. Не, значи има скаути, исто така што работат работата што работат агенциите ни светот, само што скаутите, да кажам, на еден начин се малку пофини, преговараат за модели. Им праќа слика полароиди, без шминка, со шминка, целиот бук го праќа. Ако им се допаѓа, прават Значи договор. фактички ти уште не отидена у Мексико, више имаш некои кастинзи да. да одиш таму. Кастинзите доаѓаат после тоа, значи кога доаѓаш во одредена земја, еве на пример во Милано, ми праќаат мејл секој ден. Дневно имаш толку и толку кастинзи. Те Колку, даваат например? листа. Колку? Зависи. Ако е сезоната добра, мислам Добро. ако е Кога е дали јакото? модна недела или нешто така слично, даваат листа 10-15 кастинга. Во еден ден? Ама во Милано не може да се стигне. Значи во Истанбул се случувало десетина кастинзи, од едно на друго место, ако се близу локациите, Тоа не ти може да се црпува бе да пристигне. не можеш на крај да Црпува. дишеш? Сите мислат она манекенка, да се шета нешто газела по писти, се мрда, топи ја, зима пари, а не А е таа баш сирота така. по кастинзи се води, ја? Греота. Не, И добро, од тие 10, ако лапнеш еден, тоа е добро, Топ. малку, топ. топ, а? Топ. Значи се случува и ништо да нема. Се случува. Идеш на кастинг каде што доаѓаат 150 девојки, значи девојки од цел свет. Бразил, значи ги гледаш и така си, шо правам јас тука. Има девојки што, например, во Милано, во Париз се навистина слаби. Дунавка си ја сретнала на кастинг негде? Да сте заедно? Не, во Македонија нема кастинзи. Добро, добро. Не, знаеш. Македонија како? поврски. Добро, добро. Е Па така, македонска така работа. да. Ама имаме работено заедно, Реви, да. Да? Да. Супер. Не го така. Нема ништо не реков ти што ти. Има ли онакви непристојни предлози од типот еве јас сум клиент и сега јас ја бајпасирам агенцијата што го прави кастингот и ти идам директно и ти викам абе маче дојди со мене вечер нешто овој Јау. ќе ја добиеш работата. Има такви некои Има еден куп. адни ме на Facebook. Има еден куп, а? Please, asshole, please. Да. Има доста такви работи, значи не е за џабе се тоа што го зборуваат за манекенките и за моделите, дека е вака и така, има доста, поради тоа што во тој свет малку се извитоперени вредностите.
Со други зборови има една работа, има 1000 девојки што конкурираат. Да. И ќе направат се и се што за да ја добијат веројатно, а? Точно. Значи не е секогаш така. Добро. Не се во смисол ја на тие кастинги кои што сум видела не било така, има многу. Значи секој втор кастинг е тако. Сега кој колку си е спремен. Така Од дома кој како го пуштиле, што му кажале, како го научиле. Не знам, мене пред да ме шутнат од дома ми Шо ти кажа рекла? ти вака и вака. Гледај тоа да направиш. Не ќе што знаеш. И аз Стравокоски не може седи дома мирно, не искачај 9 кревет, толку. Не, се шегувам. Значи има доста такви работи, ама кај ги нема? Во секоја бранша ги има, не само во таа. И има ти што мислиш Ѓоко како ја доби работата. Ајде ти се молам. Виж, една ми е интересна работа. Знаеш по овие филмови како Зулендер и слично, кај што има такви манекенски теми, да речам, манекенкиве живеат заедно. Тоа стварно така е пример во Милано, Истанбул. Да. Да? Па, значи не ги знаеш записи? девојкиве? Не ги знаеш, само си доаѓаш и А те ти сместува живееш со агенцијата тата. таму? Види, можеш сама да си најдеш смештај, ама многу поефикасно е да ти најде смештај агенцијата и се да тоа, затоа што нема потреба да се замараш ти со тие работи. Значи, баш кога живееш со модели, ист начин на живот имате. Пример, од кај биле истите цимеркиве, кастинги. кажи ми? Од кај Од цел свет сум имала. Да? Сум имала, значи, цимерки од Романија, од Бразил, од Шпанија сум имала цимерки, од Австрија, од Нов Зеланд, буквално од цел Браво. свет. Србинки има доста, значи, србинките ги има, кај Стварно? да одеш ги има. Во Индија, ја мислам пола Индија србинки. Идеш Еве. буквално идеш во маркет, идам во маркет, купувам нешто, чоколади, пиво, нешто. Идам во маркет, значи Чоколадо, пиво, слушам како? српски. Слушам српски, значи викам нема спас од вас бе луѓе, сегде сме што да правиш. Ако. И кога сме веќе кај тоа дека си имала цимерки од сегде. Една мала игра. Ова се вика играта светло-темно. Ја ти давам град, овде е 20 часот, а ти кажи дали е светло или темно таму. Ајде. Монтевидео, Уругвај. Светло или темно? Овде е 20 часот. Светло. Така е, светло е. Одлично. За крај, кажи ми, Розман, од кај е презимува, да не ми остане тоа непрашано, баш ме интересира. Татко ми е словенец, од Словенија по потекло, така да од страната на татом сум словенка, од страната на мама сум македонка. Така да и горда македонка и горда словенка. Па е со гордо сега од витаминка пакетче едно со витаминчиња, а ова Good Nature треба нели за таму зелен чај, едно друго. Си пијам, да знаеш, не дека се спонзори, него навистина Good Nature имат најдобри чаеви, зелен чај, бел. Знаеш како се правам? На здравје. Ред Си чоколадо. го пробала зимзелениот? Најубав е. Не, зелен чај. Зелен чај. Ред чоколадо, ред зелен чај. Ред чоколадо, ред зелен чај. Да видиш ваква форма згоден као мене. Така? Емилија Розман, мис Македонија. Браво. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Срам гола код мајка родена, клечам пред тебе јас на колена, ни шминка, ни облека ме сокрива, добро погледни, јас сум обична, некогаш сум нежна како роза, некогаш сум како коприва, но кога заспивам со чиста совест, јас се покривам. Немам веќе шминка, јас ја избришав. Секој нека види, што е лага, што е вистина. Немам веќе шминка, со солзи ја избришав. По-добро да видиш, каква сум на вистина. Не пијам, не пушам, не се дрогирам, може многу збора ми се нервира, може би имам многу животни искуства, но тие ме прават едноставна во сршта. Јас не сум мајка Тереза, ниту ѓаволот лично, јас не сум Јуда, ниту нешто слично.
плачам, пеам и се радувам, се смејам за туги животи, јас време немам. Немам веќе шминка, јас ја избришам. Секој нека види што е лага, што е вистина. Немам веќе шминка, со солзи ја избришам. За подобро да видиш каква сум на вистина. А вие останете на филма, следува Lyric Crown, тоа беше 1-1. Жаре, едно такво неозбилно суштество, катастрофа. Се шегувам, секогаш оригинално, секогаш на ниво. Ја тоа си поминав, а вие да се барате нов водител, пошто Жаре